значи меланомот е во постојан пораст и вашиот град е означен со црвена точка на мапата на нашата држава. Тоа значи дека бројот на меланомите на ракот на кожата е со пораст, значи бројот е зголемен и затоа во тој прилог, значи и предавањето е и информациите наменети освен за стручната јавност и за населението. Сега во публиката освен колеги има и население, всушност профили, професии кои што се други струки, така треба, различни возрастни групи, тоа е важно, затоа што не бира возраст, значи ракот на кожата. Значи насловот ми е всушност што е рак, се среќавате карцином, малигна неоплазма или рак. Значи кога има неконтролиран раст, значи се однесува не само на кожата, општо земено самиот поим што значи. Значи кога се шират тие неадекватни клетки низ телото. Всушност интересно е да се напомене дека само 5% од сите карциноми се наследни заради генетските мутации. А најголемиот број на карциноми се резултат на мутација на гените во текот на животот. Тоа значи дека надворешните фактори се одговорни. Значи освен тутунот, хемиските агенси, радијацијата, инфективните организми, а секако и внатрешни фактори од страна на организмот. Сега, кој е со ризик за малигна неоплазма? Значи, велиме, со зголемување на возраста се зголемува и шансата за појава на карцином. Меѓутоа, морам да напоменам дека и младите, значи, освен возрастните, се во таа група. Тоа значи дека, морбидитетот, значи, покажува позитивен тренд на раст и секако најзначајно е за нашата средина, значи за нашата држава, дека леталитетот, значи бројот на умрени, значи на починати, е многу поголем во земји во развој. Значи, грубата поделба, односно таа основна поделба е на меланом, значи како најопасен кожен карцином и сега тоа што ми се мене во презентацијата во скратена форма или може и некој англиски израз, јас го појаснувам. Значи базалиоми или базоцелуларни и спиноцелуларни карциноми, кои што во споредба со меланомот се на некој начин со подобра прогноза. Значи секој од нас има слични на овие. Сега значи ова е меланом. Меѓутоа не значи дека и обичните бемки не личат на меланомот. Значи токму затоа велиме редовните прегледи, значи раното откривање е клучно во тој правец. Додека базоцелуларниот и спиноцелуларниот карцином изгледаат на овој начин, иако можат да бидат и темни. Значи малигните неоплазми на кожата, значи ракот на кожата е, можеме да кажеме, една глобална епидемија. Особено во развиените земји, во Америка, во Австралија, во Нов Зеланд, навистина е многу висока бројката. И друго исто да потенцирам, дека ракот на кожата е најчест од сите карциноми, од сите, на сите органи. И на тој начин ни е многу важен јавно-здравствен проблем, значи освен во цел свет, секако и кај нас. Значи ова се стари податоци, бидејќи се уште немаме национален регистар за рак, значи со понови податоци, меѓутоа позитивна развојна тенденција со податоци дека е на 3-то место. Меѓутоа ова што ви го кажав, малото истражување на клиниката за пластична хирургија покажа дека е двојно зголемен бројот последните години. Значи тоа се тие бројки на светско ниво. Значи секако дека е голема бројката. Сега бидејќи предавањето ми е ризик, фактор на ризик, експозиција на фактори на ризик. Значи ризик сите знаеме, значи што представува. Фактор на ризик, значи нешто што може да ја зголеми можноста за развој на рак на конкретно на кожа и претходно исто ги споменавме тие генетски, биолошки, надворешните фактори со посебен акцент на ултравиолетовата радијација
И ако се зголеми присуството, е многу по-често и поинтензивно, тогаш се појавуваат изгореници. Значи, прашуваме ние во контакт со пациентите, значи кога земаме анамнеза, значи колку долго, колку многу, колку кумулативно и колку доброволно. Значи сега долго и многу и кумулативно може да се однесува, значи, на пациентите кои што се професионално експонирани, значи тие мора да работат во надворешна средина. Тоа се работници, земјоделци, рибари, морнари и така натаму, значи сите оние градежни работници. Значи тие мора да работат надвор. Значи што треба да направат? Значи потоа ќе имаме акцент околу таа заштита и превенција. Значи тие треба да се заштитуваат. Меѓутоа, бидејќи се постојано изложени, значи кај нив кумулативното дејство на ултравиолетовите зраци е големо. А колку доброволно се однесува на популацијата која што работи во затворени услови, а за време на викендите или годишните одмори престојува надвор. Значи факторите на ризик за меланом, значи освен генетиката, се да ги споменеме, секој од нас има и кога ќе се роди, шансата да се појават невуси исто постои, значи тие ги нарекуваме конгенитални невуси. Има и еден синдром кој што е поврзан со таа фамилиарна историја за меланом. Исто пациентот го прашуваме дали имал во минатото, значи таа лична историја за меланом, дали има на кожата повеќе од 5 бемки, народски кажано, односно ако се 50-60 невуси, сега овде имаме една реченица типични диспластични невуси повеќе од 5. Ако се повеќе од 5, тогаш е навистина ризична групата. Значи како и да е, секој атипичен невус, значи необичен невус, треба значи да се отстрани. Ако има пациентот пеги, тие може да бидат и вродени, или ако самата големина на бемките е поголема од 5 мм. Значи, што значи тип на кожа, фототип на кожа? Значи, многу е важно да се разликува светла кожа од темна, односно да се знае дека светлата кожа е всушност најчувствителна. Значи, еве ги имаме тие класификации, ние стручно како ги нарекуваме, значи најсветла 1, 2, 3, значи еве нивните карактеристики дека многу лесно горат, најсветлите, за разлика од останатите, 4-тиот, 5-тиот и 6-тиот, кои што не горат и кои што имаат темен тен. Значи, факторите на ризик за меланом, значи, освен фототипот, е таа историја што пред малку ја споменав, значи, интензивна експозиција на сонце. Со податоци да пациентот имал сериозни сончеви изгореници. Сега, друг сегмент се солариумите, особено по младите и женската популација се склони кон добивање на потемен тен со желба да изгледаат поатрактивно. Иако пациентот има некое намалување на имунитетот, ние тоа го нарекуваме имуносупресија или имунодефициенција. За ултравиолетовата радиација, знаете и вие дека е дел од сонцето, меѓутоа и од солариумите, како вештачко сонце, иако тоа е на незаштитена кожа, тогаш е за кожата многу опасно на долги стази. Да не бидеме погрешно сватени дека сонцето треба комплетно да се избегнува, значи секако дека знаеме како витален извор на животот на земјината топка, значи е важно сепак и за фотосинтезата, за растенијата, за животните и за синтезата на витаминот Д. Меѓутоа ние зборуваме за оној момент на акутни и хронични оштетувања ако се пролонгира престојот на сонце. Значи да не се добијат изгореници, а веќе ако се добиваат изгореници, значи таа кожа може да влезе во групата на зголемен ризик во иднина за појава на предвремено старење, преканцерози и малигни неоплазми. Значи, знаеме, еве вака и шематски сликовито сум го означила тоа, дека директната ултравиолетова радиација на пладне, особено лето, кога е, значи таа сезона е најјака,
Сега, Австралија секако, географската ширина околу екваторот, меѓутоа и ние сме подрачје, знаеме дека во текот на годината имаме многу сончеви денови, бидејќи зборуваме за нас секако, и планините исто. Значи, имаме планини, значи, богатства природни во нашава држава, така да престојуваме на планина и да не заборавиме дека ако сме во надворешна средина, нели, на повисока надморска висина, дека кожата исто може да биде оштетена. А секако дека и рефлексијата од водата, значи снегот, песокот, бетонот, да не се заборави. Во врска со озонската обвивка, на сите ни е јасно дека последните децении нели е оштетена, дека е истенчена многу. Сето тоа овозможува да зголемени нивоа на ултравиолетова радиација дојдат до земјата. Еве тоа во врска со УВ индексот во суштина, нели актуелно ни е, односно класифицирани се како 1 и 2, кога нема потреба од заштита, 3, 4, 5, 6 и 7 кога се побарува заштита, значи се советува заштита, а веќе екстремните бројки, нели, кога е веќе заштитата максимално неопходна и кога треба и организмот да биде дистанциран. Значи, при облачно време УВ индексот е 4 до 7, а при сончево време е 8 до 9. Тоа значи дека пред малку, нели, видовме дека се советува заштита и во тој распон. Значи, да не залаже и облачното време. Тоа е многу важно да нели поентираме. Еве, пресметано е дека кожата гори за 13 минути. Значи, тоа е многу краток временски период. Значи, таа ултравиолетова радиација, бидејќи се состои од ултравиолетови С, Б и А, гледаме, значи, на фотографијата дека ултравиолетовите С зраци не стигнуваат до земјината површина, а УВБ и УВА стигнуваат и конкретно за кожата, еве можеме да видиме дека УВБ стигнуваат и се абсорбираат во површинските слоеви, а ултравиолетовите А зраци во подлабоките слоеви. Значи, ако е тоа континуирано, интересен е податокот, не знам дали знаете, дека УВБ зраците се најинтензивни летно време, а УВА зраците ги има во текот на целата година. И во поново време, значи, освен УВБ, кои што се одговорни за изгорениците, и ултравиолетовите А зраци се одговорни за предвременото старење, оштетување на клетките, односно преканцерозите и карциномот. Затоа и сега средствата за заштита, нели сте виделе комбинирани се УВБ, УВА. Значи, не случајно е тоа назначено. Ако се сеќавате исто и од основно, од средно училиште, нели, ова ни е структурата на ДНК, нели, таа која што е најсуптилна во составот дел од клетките, и таа всушност која што претрпува мутација и на долги стази тоа може, значи, да прогредира во рак на кожа. Значи, преку сончевите изгореници, овде повторно ми е како акутни и хронични, кумулативни, резултатот да биде рак на кожа. Еве, оваа фотографија е многу екстремна во тој правец, значи, од една страна, нели, шематскиот приказ како е сончањето на плажа, нели, од една страна индивидуата што не е со чадор, нели, гледате каква боја добива, а секако е импресивна црвената боја, значи, изгорениците добиени, особено во детството. Значи, апелираме, значи, детството е тој период, младоста, кога е неконтролиран, нели, тој момент, бидејќи младите, нели, веќе имаат право на собствен избор, така да во тој правец може и да претераат. Тоа особено се однесува за солариумите, кога, еве, велиме дека се исто, дури и повеќе штетни, и тие се ризик фактор за малигни неоплазми на кожата. Исто да кажам за солариумите во некои земји, па еве баш ме изненадија и србите, нашите соседи, забраниле влез во солариуми на млади до 18 години, а после 18 години веќе, нели, секој од нас како возрасен е информиран, нели, пред влезот во солариуми какви последици може да има. Значи, еве, повторно овде го
потенцирам тоа, дека детската кожа е најчувствителна на оштетувања, меѓутоа и децата бидејќи се повеќе експонирани, нели, освен во училиште, спортови, кампови, слободни активности и модните трендови што ги споменав пред малку. Значи сето тоа се кумулира, како велиме, кожата памти. Така да, значи, се што се случува до тие 18 години, значи може подоцна да се појави како една несакана лезија на кожата во тој правец. Меѓутоа, добра страна на кожата е тоа што се гледа. Значи, кожата е орган видлив, значи имаме предност ние дерматолозите да со преглед, нели, на кожата воочиме нешто неадекватно. Така да, добро е што можеме да учествуваме во превенцијата. И сега, ова се информации од западниот свет, каде што тие размислувале и дошле до едно, како да кажам, решение, нели, да промовираат ставови за разумно однесување кај децата, адолесцентите и возрастните. Јас би рекла дека возрастните се одговорни за децата, на тој начин што, нели, преку едукација ќе подигнуваат свеста, нели, за престој во надворешна средина, да не се стекнуваат, нели, изгореници, значи да се менуваат тие погрешни навики и западниот свет, како вели Сан Смарт, значи разумно однесување на сонце од најрана возраст и во текот на животот. Овие совети ви се добро познати, секоја година, нели, апелот и од институциите, нели, е присутен да се ограничи времето, нели, во оној период од 10, 11 до 16, 17 часот, да се прати УВ индексот, повторно, да не се дозволи да се добијат изгореници, да се заштитува ако веќе треба да се излезе надвор, нели, да се заштитува кожата со гардероба, шешир, наочари за сонце. Секако, престојувај во сенка и во флаерите, нели, во брошурите што ги изработивме, ги има тие совети. Значи, пожелно е да се престојува во сенка, ако не мора да се ако не е нешто неопходно, нели, во тој момент. И секако новороденчињата не на сонце до 6-месечна возраст. Нашите совети како дерматолози се да кожата ја заштитуваме. Меѓутоа, тоа не значи дека треба и да се злоупотребува тоа, нели, локално аплицирање, како ние велиме, на заштитен крем. Значи, со особен акцент на децата и на мажите, затоа што знаеме дека жените повеќе ги прифаќаат, нели, меѓутоа, мислам дека и мажите сепак учествуваат и стануваат свесни, особено помладите. Сега, овде имаме една реченица. Студиите покажуваат дека ти е многу слабо. Ова ми е студии во светот. Значи, не значи дека само и во државава наша тоа се случува. Значи и во цел свет. Да се елиминира посетата на солариум и други извори на вештачко сонце, тоа го кажавме. Значи, што е добро во сета оваа приказна? Што ако пациентите дојдат на време, значи шансите за излекување се многу, многу, многу големи. Значи, до самите пациенти е сушност, односно, не е баш само до самите пациенти, би рекла и до системот. Значи, ако нас не е организирано тоа, преку матичните доктори, да стигнат до дерматолог, тогаш веќе ние учествуваме веќе во тој скрининг. Значи, шансите да се пропушти нешто е многу мало. Затоа велиме, тие се излечиви во висок процент. Крајната цел ние да го откриеме меланомот во неговата рана фаза на развој и на тој начин да се намали морталитетот. Повторно имам слайд со дека во развиените земји секако дека благодарение на едукативните програми и програмите за рано откривање, значи голем број на меланоми се откриваат и препознаваат. Значи тоа не значи дека ќе нема да се појавуваат меланоми. Значи, ако веќе се појават, ние да го откриеме на време, да го пратиме на пластична хирургија, да се отстрани суспектниот, значи сомнителниот карцином и на тој начин веќе животот е спасен. Значи, ова се
податоци на пациентот, значи освен ние тоа што гледаме, значи во текот на прегледот, значи самиот пациент ќе ни каже, затоа и после на другиот слайд во врска со само прегледот, мислам дека сега доаѓа, односно после тоа ги има илустрациите во врска со само прегледот, значи дали една лезија се менува. Тоа значи со ова правило ABCD, значи велиме, ако има асиметрија, ако границите се нели неправилни, ако бојата е изменета или има неколку бои, ако диаметарот значи расте промената во краток временски период, значи тоа ни е показател дека треба да реагираме. Значи самите пациенти дома, значи кожата може да ја прегледуваат и да ги следат лезиите. Значи ако некоја бемка е нова или постоечката се менува, доаѓаат кај нас во ординација и ни посочуваат. Значи од наша страна, тие скрининг прегледи, значи од што би се состоеле? Значи комплетен преглед на кожата со цел барање на нови или променети лезии. Би рекла дека ова е на ниво на матичен доктор. Исто, и второто би се однесувало, идентификација на пациенти со висок ризик, лична и фамилиарна историја за малигни неоплазми. Исто би било, значи, во ниво на матичен доктор. Веќе последното, диагностичките процедури, фотографирање, дермоскопски прегледи, се во домен на дерматолозите и соработката со матичните и дерматолозите, верувам дека во иднина ќе резултира со голем успех, нели, во правец на намалување на бројот на диагностицирани карциноми. Значи, во тој правец, еве, всушност и брошурите и постерот, се со информативни информации во врска со превенцијата и ние како дел од Евромеланома, значи таа европска кампања, во мај месец, значи посветена на борба против малигните неоплазми, конкретно на кожата, организирана од дерматолози, со можност, значи освен што на брошурите, значи има прекрасни информации како да се запознаеме, како да препознаеме всушност рак на кожа рано и нели зборувам во името на пациентите, можноста да дојдат нели овој месец е на овие 3 дена. Всушност 28, 29 и 30 мај идната недела, значи ние ќе бидеме на клиника, значи ќе работиме 3 дена со бесплатни прегледи, ќе бидеме без упати. Тоа значи без упати, без мој термин. А ширум државата, ако некој од колегите може, сака, има услови и така. Така да е последниот слайд ми е дека со тимска работа, нели, не само кај нас, туку и на сите нивоа и во сите, нели, професии, дека резултира со успех. Ви благодарам. Се надевам дека ви доближив вака дел од проблемот и верувам дека со заедничка работа ние дерматолозите си контактираме, комуницираме меѓу себе, разменуваме искуства, конзилиарно решаваме за некој пациент ако е нели сомнителен во тој правец. Меѓутоа, според мене, најзначајна е соработката со матичните доктори, значи тие да бидат свесни дека грбот кој што е тешко достапен, да речеме долните екстремитети или делот, како да кажам, кожата на телото, во текот на вообичаените прегледи, например кога аускултираат, кога прегледуваат друг дел на телото, да бидат будни. Значи тоа е нашиот апел како дерматолози и да нели интервенираат во случај на сомнителна лезија.